Во следниот слот, во следниот наш термин, одиме со колешката Елизабета, која што Спасеновска, која што се наоѓа, би требала да се наоѓа на капијата на Железара, бидејќи ќе разговара со гостинот околу новите дупови на општина Газибаба, со кои што се предвидуваат и одредени индустријски погони, ако не се лажам Елизабета. А само да напоминам дека ние денеска ќе го имаме меѓу другото и градоначалникот на Газибаба на истата тема да проговориме. Повели со гостинот, па потоа се враќаме и во студиото. Добро утро. Денеска во следните минути ќе разговараме со Дејан Димитровски, советник во општина Газибаба, кој што е еден од оние кои што се залага против донесувањето на новиот детален урбанистички план, кој што ќе овозможи тешка загадувачка индустрија во парк шумата Газибаба, односно во близина на фабриката Железара, каде што сега се наоѓаме. Токму вчера имаше и обид за да се одржи јавна расправа поврзана на оваа тема. Јавната расправа не се ни одржа, не ни започна. Ке зборуваме токму и за ова. Добро утро, Дејан, и добро дојдовте во утренски брифинг. Добро утро на сите гледачи на вашата телевизија. За почеток може да објасниме за нашите гледачи зошто не се одржа вчерашната јавна расправа, која што беше навистина важна, значајна за граѓаните, кои што очекуваа да се објасни што ќе се случува токму според ДУП-от. Точно вчера имаше прекин на јавната расправа, бидејќи прво се доцнеше од службите, значи повеќе од 15 минути службите доцнеа. Иако знаеме дека е време на пандемија, имаше многу револтирани граѓани, зашто воопшто таа јавна расправа се закажува во вакви услови, сепак требаше општината да најде начин како тоа да се изведе на друг начин. Многу луѓе беа собрани, револтот беше оправдан, така да затоа и поради тој револт нели на граѓаните испадна да таа седница се прекине. Треба да изнајде значи општината можност како тоа би во следниот случај би се направило онлайн, значи некоја јавна расправа. Сепак условите вчера не беа добри за одржување на јавната расправа и очекувано беше да се случи тоа што се случи. Меѓутоа, во меѓувреме, претпоставувам дека законите не дозволуваат да се превземе нешто од страна на општината, додека не се закаже следна јавна расправа. Да, уште вчера добивме известување дека наредните седници веќе ќе се одржуваат онлайн, значи заклучно со вчерашниот датум, веќе ние добивме писмено дека наредните седници ќе треба да се одржуваат онлайн. Па поради тоа требаше и таа јавна расправа да биде одложена. Меѓутоа, она што е најважно, што би сакале да ставиме акцент во текот на разговорот е зошто граѓаните се противат на донесувањето на овие 3 детални урбанистички планови. Јас во овој случај во секој поглед значи застанувам од страната на граѓаните. Ова е долга тема за разговор, меѓутоа на кратко ќе образложам. Во однос на овој дел значи Железара, овој детален урбанистички план, факт е дека се предвидува само 15% Г1 загадувачка, другите значи парцели се преименувани во Г2, Г3. Меѓутоа, зошто е голем револтот на граѓаните? Ние сме сведоци уназад години на многу збиднувања во овие значи индустријски погони. Имаше излевање повеќе пати на води, нема ден денеска, значи никој не се повика на одговорност. На минатата јавна расправа, кога дојде Државниот инспекторат, че поставивме многу прашања во делот што се случува значи во овие индустријски капацитети, каде е поголема количина на жива, каде се пехаде маслата одложени, значи Државниот инспекторат пред година и пол немаше никакви одговори на тие прашања. Сепак граѓаните зошто се против? Бидејќи многу пати институциите значи во однос на контролата на овие капацитети затајуваат. И затоа и граѓаните веќе им е доста од таква индустрија, они не се за затварање на овие постоечките. Нормално дека ниеден граѓанин не сака да се затвори, меѓутоа секое зголемување на капацитети за било каква индустрија, граѓаните се против. Има места, значи, понастрана од нашата општина, нека градат, нека се развива индустријата, немаме ништо против тоа, меѓутоа во склоп на оваа општина, буквално ниеден граѓанин не ќе повеќе да има никаква индустрија. Треба да се чека, значи, генералниот урбанистички план, каде што ќе предвидува, значи, веќе да нема зголемување на никакви индустријски капацитети, да видиме што ќе покаже тој генерален урбанистички план,
па после на основа на тоа да се донесуваат. Ова е за мене избрзано донесување пред донесување на генералниот урбанистички план. Јас сум за да се почека, да се види, не е во ред сега во ваков момент и во оваа пандемија да се донесуваат на брзина тие урбанистички планови. Меѓутоа, од друга страна, раководителката на секторот за урбанизам во општина Газибаба тврди дека во планот нема ништо спорно, дека вашиот револт е неоснован и дека на оваа површина нема да има тешка загадувачка индустрија, односно ќе биде тоа простор за магазини и лесна индустрија. Видете, урбанистите за тоа се платени, значи они секогаш согласно законот ќе се ги правдаат, значи нивните ставови, тука нема ништо спорно. Јас пак ќе кажам, значи многу е битно се тргне од хуманиот аспект. Кој е хуманиот аспект? Веќе е доста зголемување на било какви капацитети. Значи граѓаните сакаат да гледаат во нивната близина зеленило. И тоа е многу јасно. Ние не сме против оваа постоечка индустрија. Значи, многу пати кажувам, не бараме да се затворат овие капацитети. Да, согласно законот, урбанистите цртаат планови и тоа е све во ред. Меѓутоа, гласот на граѓаните, што ние ги застапуваме, значи, буквално ни имаат пренесено дека не сакаат никакво проширување ниту на Г2, ниту на Г3, што се класифицира како помала загадувачка индустрија. Така да, во однос на тоа е одговорот на граѓаните. Значи, буквално не сакаат никакво зголемување на никакви капацитети на заведувачка индустрија. Вчера споменавте и можеби одржување на референдум. Дали би го предложиле ова до локалната власт со цел да се слушне гласот на граѓаните, кои што вчера можевме да видиме дека беа и во голем број дојдени, меѓутоа верувам дека има и такви кои што се плашат да присуствуваат на јавни расправи со физичко присуство. Во однос на искуството со референдумите, знаеме дека во југоисточна Македонија имаше повеќе неуспешни референдуми за жал. Тоа е малце тежок процес да се граѓаните буквално сите да го дадат својот глас и да се потпишат. Ја мислам дека да, вчера изјавив дека треба референдум да има, меѓутоа мислам дека референдумов според мене не е модел каде што може стварно народот да го даде своето мислење. Референдумот знаеме дека треба да биде 50%, да го собере цел народ да се потпише во услов на во време на оваа пандемија е невозможно, така да и за референдум во моментов не сме доволно спремни да го изведеме и да знаеме кој е вистинскиот став на граѓаните. Така, меѓутоа сепак крајниот збор ќе го имаат советниците при изгласувањето нели во советот на општина Газибаба. Дали останува на тоа дека секогаш оние кои што го имаат мнозинството во советот се оние кои што ги донесуваат одлуките? Мислите ли дека нешто ќе се промени? Јас сепак би се повикал на личното размислување на секој поединец во советот. Секогаш разговараме во општината кога се работи за животната средина, значи да нема партиски ставови, да се водат од лични ставови, да, како да кажам, да проработи личното убедување, бидејќи граѓаните сепак бараат нивниот став да се пренесе таму. Во однос на животната средина гледам дека горе-доле советниците се буквално со исти став. Вчера имаше присутни од повеќе партии, зазема исти став дека се против во моментов донесување на еден ваков дуб, да се почека генералниот урбанистички план, да се види што тој предвидува, така да мислам дека во совет кога би дошло ова гласање би имале сите еднички став. Уште едно прашање пред самиот крај, колку што сум запозната, станува збор за земјиште кое е во собственост на Република Македонија, значи државно земјиште, само да објасните каде точно се протега ова земјиште и за каде се планирани овие магазински простори и фабрики. Ова е, значи, вчера тоа што требаше да биде, значи да се одржи јавната расправа, се работи за деталниот урбанистички план во склопот на Железара. Значи тоа е овој детален урбанистички план. Вчера разговаравме за друга тема каде што во моментов се спрема продажба на земјиште, значи вон Дуб, тоа е исто во како што завршува овој детален урбанистички план, значи се спрема веќе продажба на земјиште за преработка на отпад. Тоа е друга тема. Јас бих го оставил во друга прилика да разговараме. Тоа е продажба на земјиште за преработка на отпад, каде што никој се уште нема никаква информација која е таа фирма, каков отпад ќе се преработува. Имаме некои дојави што не се баш добри да ги слушнат граѓаните, меѓутоа се е тоа уште во фаза на шпекулации,
се уште работиме на терен да откриеме и на крај да им го пренесеме тоа што ќе дознаеме на граѓаните, да видиме зашто уствари се работи. Како и да е, не му треба отпад, значи на овој дел на Газибаба. Има таму доста села каде што обработуваат ниви, каде што да садат земјоделски производи и јас имам сознание дека повеќе фирми бараат земјиште за да отворат коземна индустрија, за други лесни индустрии, меѓутоа тие не може да добијат. Зошто сега некој инвеститор што сака да купи земја за преработка на отпад, одеднаш значи му да се дава правото да го купи тоа земјиште да преработува отпад. Буквално граѓаните тоа нема да го дозволат. Навистина ова е широка и опширна тема за која што верувам дека ќе имаме можност повторно да разговараме, бидејќи времето предвидено за ова вклучување во утрински брифинг ни истече. Ви благодарам за денешното вклучување во емисијата. Благодарам и на вас. Поздрав до сите гледачи на Слободно ТВ. А јас се надевам дека целата оваа иницијатива на граѓаните и на дел од советниците во општина Газибаба на крајот на денот ќе даде и посакуваните резултати. Како што реков Елизабета, благодарам за овој информативен разговор со еден од советниците на општина Газибаба. Во советот ќе разговараме и со градоначалникот за 1,5 час и него ќе му ги поставиме истите прашања, бидејќи доаѓаат и локалните избори, а ова се теми кои што носат или губат гласови. Јас сум израснат инаку на улицата Ферит Бајрам, тоа е онаа угорнина која оди покрај Железара и излегува таму во општина Чаир. Ферит Бајрам и инаку, малку информации, со неговата сопруга Накија Бајрам се едни од основачите на социјалдемократијата во Македонија и учесници во младотурската револуција. Заедно ја имаат основано социјалдемократската партија. 909 година заедно со брачниот пар Плавеви. Сакам да кажам, израста сум на тој воздух кој што понекогаш навистина беше загаден од Железара, но во последните 30-40 години експанзијата таму и бидејќи Железара беше на надвор од градот своевремено. Сега таму толку се проширија згради, место за живење, резиденцијални квартови, што сега навистина индустрискиот комплекс доаѓа во средината на селбата, а да може да се продолжи од автокоманда кон булеварот Словеначка, тоа би бил навистина еден транспортен коридор кој што многу би го олеснил тој загушен и загаден сообраќај кој што поминува низ Железара, а потоа оди за Бутел и за Чаир. Елизабета, благодарам.